Добар ден, почитувани, го следите магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Жолтицата кај новороденчињата е честа, бенигна и минлива состојба која што се јавува кај речиси 50% од бебињата. Која е разликата помеѓу физиолошката жолтица, она што поминува брзо под надзор, и патолошката за која што е потребно лекување? Има ли разлика во симптомите? Колкав дел од бебињата имаат жолтица поради синдром на холестаза? Каква состојба е ова и зошто е важно многу брзо да се препознае? Разговараме со професор доктор Ацо Костовски, педијатар, гастроентерохепатолог, редовен професор на Медицинскиот факултет во Скопје. Разговараме со него веднаш по рекламниот блок. Во денешниот магазин за родителство зборуваме за жолтицата кај новороденчињата, за жолтицата предизвикана од синдромот на холестаза. Разговараме со професор доктор Ацо Костовски, педијатар, гастроентерохепатолог, редовен професор на Медицинскиот факултет во Скопје. Професоре, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, добро ве најдов. Многу ми е мило што сум кај вас денеска, затоа што овде гостувале еминентни мои колеги, ќе гостуваат и други еминентни колеги, а секако доаѓаат и млади кои што ќе треба да ги искажат своите знања во својата област. Така, ние навистина се грижиме за тоа кој ќе биде гостин, за најрелевантни информации да добијат нашите гледачи кои што се однесуваат на здравјето на нивното здравје, но и на здравјето на нивните деца. И денеска ќе зборуваме за нешто што се случува кај новороденчињата, една состојба која што е релативно честа, тоа е жолтицата. Сега бебињата, дури децата, понекогаш имаат покачени бели рубини. Па што се тоа, професоре, бели рубини? И дали кај сите новороденчиња кои што има новороденечка жолтица ќе се забележат и покачени бели рубини? Билирубините се синоним со жолтицата. Значи, ако нема покачен билирубин, ќе нема и жолтица. Од каде потекнуваат билирубините? Меѓутоа, накратко само да ви кажам за црниот дроб, која е неговата функција. Покрај метаболизмот на билирубин, кој што се создава од распаѓање на црвените крвни зрнца, поради низа причини, хемолиза, болести кои што се поради несопаѓање на крвни групи, РК фактор и други болести на еритроцитите, вродени или стекнати, се манифестира жолтица. Билирубинот може да биде, значи се добива од еритроцитите, тој може да биде индиректен и директен. Во најголем број процент присутен кај новороденчињата, поготово првите 15 на дена, постои така наречена физиолошка жолтица која се должи на зголемување на индиректниот билирубин. А зошто се јавува тоа? Затоа што капацитетот на црниот дроб да го метаболизира, да го обработи тој билирубин индиректен, е ограничен поради незрелост на ензимскиот. Има ензим, уредил дифосфат глукоронил трансфераза, кој што треба да го претвори во директен билирубин, кој што не е токсичен, бидејќи индиректниот билирубин е токсичен за мозокот и во големи количини може да доведе до така наречен кериктерус. Сега, Дали тоа значи дека црниот дроб не е сосема развиен кога ќе се роди бебето, дека созрева со текот на времето? Созрева, меѓутоа во тој период има и наплив на зголемена количина на еритроцити, затоа што новороденото се раѓа со голема количина на еритроцити, тие се распаѓаат, од една страна има голем прилив на еритроцити, односно на индиректен билирубин, од друга страна незрелост на црниот дроб. Да довршам само, покрај детоксикацијата на билирубинот, црниот дроб е особено важен за згрчување на крвта. Тоа е една лабораторија каде што се создаваат факторите на згрчување на крвта или коагулација, понатаму детоксикација на амоњакот од како разграден продукт на протеините, кои што треба да се претворат во уреа и како резултат на тоа може да настанат повеќе болести и особено важна улогата на црниот дроб за синтезата на протеините на албумините кои што особено се битни за одржување на колоидно-осмотскиот притисок, значи притисокот во организмот, во крвта, го одржуваат албумините. Значи има навистина бројни функции кои што се Тоа е лабораторија, најголема лабораторија во организмот.
Сега ќе проговориме за жолтиците, за различните типови жолтици кои што може да се јават кај новороденчето, а тоа се, тука можеме да го погледнеме телопот. Лактациската жолтица, односно жолтица на доени бебиња. Потоа жолтица поради намален внес на млеко и течности, односно поради дехидратација, жолтица поради зголемено создавање на билирубини, конјугирана жолтица, односно синдром на холестаза, жолтица како последица на наследно нарушување на метаболизмот на билирубините, Жилбертов синдром и хипотиреоза, намалена функција на тироидната жлезда. Професоре, навистина има бројни причини кои што може да доведат до жолтица кај новороденчињето, но најчесто онаа физиолошка жолтица која што поминува релативно брзо под надзор. И сега, кои се најчестите причини? Дали бебињата кои што цицаат, значи мајчиното млеко е причина за да дојде до жолтица кај нив, или пак може би дехидратацијата? Има физиолошка жолтица која што не се јавува првите 48 до 72 часа и не трае повеќе од 15 дена или 2 недели, и тоа е физиолошка жолтица. Рековме зошто се јавува таа, меѓутоа може во одредени случаи поради дехидратација, недостаток на млеко на мајката, може да настане жолтица поради дехидратацијата, тоа што ќе биде попролонгирана жолтица. Меѓутоа има и хормони во мајчиното млеко, кои што и затоа таа е лактацијска жолтица, која што нормално би требало да трае некаде 2-3 месеци, и ако трае подолго, треба да се замислиме да не се работи за некоја вроден дефект во метаболизмот на билирубинот. Така да има еден синдром кој се вика, вие не го спомнавте, тој Криглер-Најаров синдром тип 1 и тип 2. Таму има во тип 1 има апсолутно непостоење на ензимот кој што треба да го претвори индиректниот во директен билирубин. А во вториот тип 2 Криглер-Најаров синдром постои одредена активност на ензимот и тие деца имаат умерена билирубинемија, значи одредено ниво на покачување на билирубинот, на индиректниот билирубин. Кај тип 1 не постои некој лекување. Не постои лекување освен фототерапија, меѓутоа и таа недоволна, и единствен лек во моментов е изведување на хепатална трансплантација, која што кај донорот постои тој ензим и ќе може да се претвора индиректно во директен билирубин, со една единствена цел да се избегне настанувањето на кер иктерус. А кер иктерус е оштетување на мозокот од поголема количина на тој индиректен билирубин. Тој има најголемиот страв, всушност, професоре, на родителите, кога има бебето жолтица, новороденчето, да не дојде до некој ваков проблем, како што оштетување на мозочето. Така. Кога има родителите и пациентите, односно родителите и лекарите, треба да бидат запознаени не само со зголемената количина на индиректниот билирубин, меѓутоа треба да бидат запознаени со преголемата количина на директен билирубин, што се јавува како во целата група на тој холестатски синдром, каде што има покачување на директниот билирубин и појава не сега на оштетување на мозокот, него оштетување на самиот црн дроб. Инаку, за индиректната хипербилирубинемија кој ги најавивте вие на почетокот, таа бебешка жолтица, во повеќе наврати сигурно ви гостувале колеги мои кои што ви зборували така натака. Не знам во кој обем досега за холестатска жолтица е зборувано. Така, денеска ќе се задржиме на тоа, но еве ќе овозможиме на гледачите да постават прашање во магазинот за родителство преку интернет на нашата страница на Facebook Телма амбуланта /0 плюс месеци. Слободно можете да го напишете вашето прашање, вашата дилема што имате и е поврзана со денешната тема, а професорот ќе даде одговор на прашањето. Значи, денеска ќе се задржиме за една поспецифична жолтица, која што е последица на синдромот на холестаза. Колку време најнапред, професоре, после раѓањето би се јавиле симптомите на оваа жолтица? Дали веднаш? Веднаш. И тоа никогаш не е физиолошка. За разлика од индиректната хипербилирубинемија, зголемувањето на директниот билирубин, кој покасно може да предизвика, а ќе објасниме зошто предизвика оштетување на црниот дроб, настанува оштетување на црниот дроб многу рано. Меѓутоа, пред да зборувам за холестатската жолтица, бидејќи има нешто
поврзаност со компликациите што се јавуваат кај несогласувањето на крвните групи, РХ факторот и крвните групи, како причина која се за настанување на таа индиректна хипербилирубинемија. Има еден РХ фактор, а бебето во стомакот? Може да мајката да е РХ негативна или да има нулта крвна група, а бебето ако има некоја од А, Б или А крвна група или Б, и РХ фактор позитивен, може да настане така наречена хемолитичка болест на новороденото. И таму има, рековме, поради преголеми количини, превисоки количини на индиректниот билирубин, да не настане керниктелус, оштетување на мозокот. Во некои случаи покрај стандардната терапија, која што е конзервативна, се изведува и една инвазивна тераписка процедура која што се вика ексангвинотрансфузија, односно проверка на крвта, а бидејќи таа е инвазивна, може да направи некогаш компликации, ретко, меѓутоа дава компликации како инфекции, сепса и може да настане тромбоза на главната вена во црниот дроб. Како последица на тоа може да настане оштетување на црниот дроб со некои секвели. Ако имаме на крајот време и за тоа нешто би прозборале. Сега да продолжам со синдромот на холестаза. Што е тоа, синдром на холестаза? Рековме дека тоа во сите случаи е патологија. Зголемување на директен билирубин не би смеело да има. Максимум може да има 1 милиграм по 100 или 17 микромоли на литар, или да биде некаде 20% од вкупната количина на тоталниот билирубин, бидејќи има вкупен или тотален билирубин, има индиректен и има директен билирубин. Ако има зголемување на тоталниот билирубин од 85 микромоли и од тоа 20% се директен, тоа е синдром на холестаза, кој што може да се должи на неколку фактори, а главното кој е? Оштетување на црниот дроб, каде што не може да нема продукција на жолчка, бидејќи преку жолчката ќе се елиминира преку жолчните патишта. Никој анатомски проблем? Тоа не би рекол дека се анатомски, меѓутоа има и анатомски. Ќе зборуваме за синдромот на лажил, кај што има хипоплазија или неразвиеност на жолчните патишта, тоа може да биде причина. Понатаму може да настане проблем во преминот меѓу самите хепатоцити, тоа се клетките на црниот дроб, да одат во жолчните патишта ако има блок, а тоа е кај еден друг генетски синдром, и за тоа нешто ќе кажеме, и на крајот да има анатомски абнормалности на интрахепатичните и екстрахепатични жолчни патишта. Што се интрахепатични? Тоа се помалите жолчни патишта во самиот црн дроб, така. И екстрахепатични кои што се надвор, и ако постои екстрахепатично оштетување, не сме должни тоа да го докажеме или отфрлиме и понатаму додиме на барање на друга етиологија која што би можеле да ја лекуваме. Инаку, постоење, тоа ќе го кажам сега преку примерот на едно бебе кое што има жолтица, нели, доаѓа жолто бебе кај матичен лекар, која што според зборовите на мајката или на еден од родителите, може да би татко или некој од фамилијата, детето е жолто. Прво и основно, детето изгледа здраво, нема ништо, жолто е само. И тоа не мора да биде многу жолто. Треба да прашаме каква е бојата на столицата и каква е бојата на урината или мочката, мокрачата. Мокрача е српски, македонски е мочка. Моч. Значи, ако ни каже родителот, а и лекарот што е во примарната здравствена заштита, ако одат кај него, обавезно треба да кај дете со жолтица да праша каква е бојата на столицата. Ако е таа ахолична, што значи тоа? Да нема боја, да не е обојана, како вари е таа. Некогаш родителите кажуваат дека таа е обојана, меѓутоа треба лекарот да ја види столицата, бидејќи може... Значи треба се фати една урина, за да се види точно како изгледа. Столицата треба да се види. И столицата и урината. Дека некогаш од самата мочка може да се обои столицата. И да ги однесе и родителите и лекар кој што не е запознаен, и затоа целта е нова да објасниме. Јас на студентите постојано им го кажувам. Многу
многу испитувања треба да се направат за да докажеме која е етиологијата на холестатскиот синдром. Бидејќи тоа е сериозна патологија, бара мултидисциплинарен пристап од педијатар, од рентгенолог, од патолог, биопсиите, ќе ви кажам понатаму во излагањето кои се дијагностичките методи, патофизиолог, скен се прави и така натака, значи тоа е една тимска работа која што бара има трошење на време за да се дојде до дијагнозата. Значи основното што е? Боја на урин и боја на столица. Бојата на урината, бојата на столиците и веќе ќе се ориентираме и тука ние ги губиме пациентите. Ако имаме неразвиени екстрахепатични жолчни патишта, ако дијагнозата ја поставиме првите 2 месеци, ќе може оперативно да се интервенира. А ако се мисли дека детето има пролонгирана индиректна билирубинемија, зголемување на индиректниот билирубин, ќе се изгуби драгоцено време, веќе ќе има оштетување на сам. Значи да се внимава столицата да не биде бела, ако не ве разбрав, така, и урината да не биде силно боена. Урината ќе биде темна. Темна. Столицата светла. За разлика кај индиректната хипербилирубинемија, ова што е и физиолошката, столицата е некојаш или ако има распаѓање на црвените крвни зрнца во поголема количина, таа ќе биде хиперхолична или многу обоена. Значи сосема различна е презентацијата. Постои во медицината една синтагма дека оној кој што добро прашува, добро дијагностицира и добро лекува. Со две прашања може да се постави, односно да се упати и лекарот и да му се помогне на пациентот за кратко време. Да не се изгуби драгоцено време, што споменавте. Споменавте дека различни причини може да доведат до овој проблем. Дали можат да речеме инфекциите во раното детство, во новороденечкиот период да предизвикаат ваков тип на жолтица? Секако дека можат и јас ќе ги наведам другите етиолошки фактори и една динамика во одредени периоди каква била застапеноста на одредени причинители на синдром на холестаза. Пред едно 40-50 години студии и компарирани денес. Во најголем број на случаите, и тоа во некаде 55 до 60%, причина за холестаза, за синдромот на холестаза бил идиопатскиот неонатален хепатит, каде не се знае причината. Не се знае причината. Идиопатско значи непознато. Нешто непознато. Така. Сега, денеска што станува? Од тие причини, ќе ви кажам и ќе ви одговорам и на вашето прашање за инфекциите, од тој процент 55 до 60 остануваат некаде 25 денеска до 30% идиопатски неонатални. Кај што не е позната причината. Зошто е тоа така? Затоа што во меѓувреме медицината напредува, дијагностиката се подобрува и ние се повеќе откриваме преку на повеќе начини. Прво, со неонатален скрининг. Се изведува неонатален скрининг и таму може да се откријат одредени метаболни заболувања, како што е тирозинемија, која што дава исто така жолтица, покрај другите симптоми. Такви пациенти имаме ние. Ако ни дозволи времето, би можеле и некои примери да ги кажеме. Понатаму што станува? Инфекциите се намалуваат, затоа што има превенција, се мисли, понатаму има вакцинација за овие класични причинители на инфекции како што е А, Б, С, хепатит. Има една група на вирусни инфекции кои се чести, така наречени инфекции, кои што се представуваат со една кратенка торч. Таму тоа се вируси кои што може да предизвикат неонатална жолтица, односно неонатален хепатит, а тоа е токсоплазмоза, рубеола, цитомегаловирус од групата на херпес вируси и така натака. Генетиката, професоре, каква улога игра? Генетиката во ова што ви реков. Со метаболните заболувања, така? Со тоа е поврзано. Меѓутоа не мора да бидат, има генетски заболувања, како што е синдромот на Алажил, понатаму има еден синдром исто така прогресивна фамилна интрахепатична холестаза, кој што убаво што се откриваат, меѓутоа од пред 2 години може веќе во светот и се лекуваат, се надевам дека набрзо и ние ќе почнеме да ги лекуваме. Значи, инфекциите остануваат, кога сме кај инфекциите може да бидат и бактериски инфекции,
сепси, кои што може да доведат, поготоа кај прематурни, недоносени бебиња кои што имаат слаба отпорност, понатаму уринарни инфекции исто така доведуваат. И уште една многу причина, освен инфекциите кои што се почесто со развојот на медицината и користењето на тоталната парентерална исхрана. Што е тотална парентерална исхрана? Да преведиме на народен јазик. Тоа е сета храна да се внесува преку вена и протеини, и јаглен хидрат, и масти, и витамини, и минерали. А мастите кои што се присутни во таа тотална парентерална исхрана може да предизвикаат една холестаза, синдром на холестаза. Да имат ефект на токсин? Ефектот на токсично оштетување на црниот дроб. Така. Липидите. И ние сме имале пациенти кои што и во светот има многу, се лекува пациентот со тотална парентерална исхрана, а од друга страна ќе му направиме оштетување на црниот дроб, каде што ќе треба, веќе во светот се прави тоа, поготоа во Некер, тоа е болница во Париз, кои што се пионери во изведување на комбинирана трансплантација и на црево, бидејќи кај синдромот на кратко црево, така наречен, каде што има одредени анатомски абнормалности при раѓање, се хранат долго време со ваква тотална парентерална исхрана и се оштетува и црниот дроб, а веќе е оштетено цревото и ќе се направи комбинирана трансплантација и на црево и на црн дроб. Уште едно прашање, професоре, кое што е поврзано со причините доколку мајката има некаква автоимуна болест. Дали може за време на бременоста да дојде до некаква компликација, до оштетување на црниот дроб? И да дојде до ваков тип на жолтица? Секако има и такви состојби. Може би спомнавме дека оштетување и на тироидната жлезда има сигурно влијае понатамо диабет кај мајката, сите тие може да доведат и до оштетување на плодот. А инаку кај бебињата има една патологија која се должи на автоимун процес и кај мајката, пренесува антитела во плодот и да доведе до оштетување автоимуно на плодот, кој што се лекува денеска со имуноглобулини, кое што се почесто и почесто го среќаваме. Како изгледа процесот на диагностицирање? Бидејќи споминавте со неколку добри прашања, треба да се дојде до предпоставка за кој тип на жолтица се работи, да се направат соодветните испитувања. Кои би биле соодветни испитувања во овој случај? Прво, ако имаме ова што го рековме, треба пациентот да се прегледа. Прво и основно. Кај овие болести може да има без преглед од надвор, со еден процес што се вика инспекција, да се види како изгледа детето. Така. Има, освен жолтица, може да има и нешто друго. Кај еден од овие синдроми може да има дизморфија на лицето, значи пореметување во ликот. Што е типично за алажиловиот синдром. Тие се со високо чело, широко чело, вдлапнати очи, тенка брада. Понатаму може да имаат, ако се прегледаат на слушалка, значи со аускултација, може да се јави кај нив да имаат систолен шум да имаат на срцето поради постоење на одредена срцева мана. Понатаму, од кога ќе се прегледа пациентот, може би ќе се назначат испитувања. Испитувањата кои се? Почнуваме од оние рутински испитувања на одредување на билирубинот. Да видиме која е количината на билирубинот. Директниот билирубин, рековме, треба да биде зголемен, дали преку 20% од вкупниот билирубин. Таму ќе биде сигурно зголемен. Понатаму може да бидат покачени и серумските трансаминази, ако има оштетување поголемо на црниот дроб или ако се работи за хепатит. АСТ, АЛТ ензимите ќе бидат покачени. Ензимите од црниот дроб, така? Така, ензимите на трансаминази се тоа. Понатаму, концентрацијата на серумските албумини може да биде намалена кај нив. Понатаму, нарушување на коагулацијата, на згорчувањето на крвта. Ако направиме анализа на се одредуваат повеќе времиња, бидејќи повеќе фактори се создаваат во црниот дроб,
еден од основните е одредување на протромбинскиот комплекс. Протромбинскиот комплекс учествуваат повеќе фактори, а меѓутоа најважно е протромбинското време го одредуваме. Тоа нормално треба да биде некаде 12 до 14 секунди и ако е продолжено многу ќе не упати дека болеста долго трае. Значи деца кои што еве се сомнеаме за за атрезија на екстрахепатични жолчни патишта, веќе не се бебиња од 5 дена, од 10 дена, веќе се приближуваат кон крајот на вториот месец, може би веќе направиле цироза. Значи, цироза не е болест која што е ексклузивно резервирана за возрастната популација, таа може да се јави очигледно кај новороденчиња поради оваа болест, ако не се препознае на време. Зошто настанува кај холестаза? Значи, кај децата ние имаме, јас се сеќавам кога 80-тите години некаде кога ја почнав мојата кариера како педијатар, вакви деца со холестаза ги гледавме, ги диагностицира колегите постари, меѓутоа многу малку може да се направи. А што сега може, професоре, да се направи? Ако сакаш само да довршам. Така, бидејќи имаме малку време до крајот, затоа сакав немаме време за тоа. Значи, вака, децата кои што имаат цироза, може да имаат компензирана и декомпензирана цироза. Ако е таа декомпензирана цироза, може со субстициона терапија, албумините се намалени, коагулационите фактори се намалени, ќе ги дадеме ние од надвор. Меѓутоа, тоа е се палијација. Може ке ни поради развојот на портална хипертензија, нарушување на циркулацијата во црниот дроб, да развијат карварење од хранопроводникот или езофагусот, кои што се најтешките карварења што постојат воопшто во медицината. Значи, карварење и да го изгуби пациентот. Да развијат енцефалопатија поради амоњакот, како што реков, не може да се детоксицира во уреа и тие запаѓаат во енцефалопатија, тоа може да екзитира, да умрат. Што може денеска да се направи? Постои лек да се спречи се тоа? Лекот е, можеби, што побрза диагноза. Атрезија, рековме, треба да се детектира веднаш, што побрзо, во интерес на времето, не знам уште колку имаме. Уште 10 минути. Имаме процесот да го довршиме на диагностика на холестазата, поготово за атрезија на екстрахепатични жолчни патишта. Значи, прв тест, после прегледот и биохемиските испитувања, а во биохемиските не кажавме е основна една субстанца која што треба да ја испитаме, тоа се серумските жолчни киселини кои се причина за настанување на цирозата. И ќе ви кажам сега како можеме тоа да го лекуваме, меѓутоа прво да го довршиме диагностичкиот процес. Екотомографски преглед, ако нема цироза, ако нема некој поголемо оштетување, секако нема многу да ни помогне, меѓутоа може да докаже постоење на циста на еден од главните канали на кој се вика дуктус холедокус. Сме имале такви случаи кои што оперативно се лекуваат и добра прогноза имат и добар исход. Понатаму што има? Треба да се направи еден скен кој радиоизотопен со внес на радиоизотоп во вена на организмот и тој е фатен од црниот дроб и ако има оштетување на интерхепатичните патишта, ќе нема дури ни фаќање. Меѓутоа, ако интерхепатичните жолчни патишта се добри, а постои пореметување на екстрахепатични жолчни патишта, ќе нема транзит, ќе нема премин од црниот дроб преку жолчните патишта во цревото. Тоа ќе ни биде знак дека можеби се работи за за атрезија на екстрахепатични жолчни патишта. Сега, ако нема присуство на тој радиоизотоп во цревата после 24 часа, голема е суспекцијата дека се работи за атрезија. Меѓутоа тоа не е сигурно. За да го потврдиме тоа и да исклучиме постоење на атрезија на екстрахепатични жолчни патишта, треба да се направи биопсија на црниот дроб. Се зема парче од црниот дроб и имаме две ситуации. Првата ситуација, ако се работи за екстрахепатична атрезија на жолчни патишта, на биопсија ќе добиеме зголемен број на жолчни патишта во самиот црн дроб. Зошто е тоа така? Ако имаме една препрека, водата не истекува, така? Се што е погоре, крвниот сад, ако е еластичен, ќе се шири. Или ќе се едно, ако имаме, ќе се шири. И затоа нивниот број е зголемен. Нема проводност на жолчка. А додека ако имаме друга причина, а тоа
таа група на идиопатски неонатален хепатит кој што беше многу, а и овие генетски синдроми кои што се иста таков биоптичен наод може да добиеме и кај нив, постои една гигантоцелуларна трансформација на хепатоцитите. Што значи тоа? Гиганто значи нешто големо, а трансформација да се претворени црнодробните клетки во повеќе јадрени големи клетки. И тоа ќе не упати сосема во друг правец. И што следува понатаму? Реков на почетокот дека диагностиката е мултидисциплинарна, учествуваат повеќе. Биопсијата можеме ние да ја направиме или хирург да ја направи, детски хирург, кој што во тој момент и ќе види дали се работи и за конкомитантна, значи истовремена интрахепатична холестаза. Со екстрахепатична не вреди да се направи оперативна интервенција на екстрахепатични жолчни патишта. Што тоа значи? Ако постои очувани жолчни патишта во црниот дроб, има логика да се направи една операција која што се вика портоентеростомија, значи поврзување на самиот црн дроб со цревото, како би можела жолчката да истекува. Сега, ако таква работа нема логика да се направи, би требало веднаш да се премени, да се изведи трансплантација. Во еден од разговорите со вас ви спомнав едно име, Жан-Вил де Гое. Тоа е еден познат трансплантолог од Белгија кој што работи во повеќе европски центри, во моментов е во Палермо во Италија. Кај нас за најбанални интервенции некој се чека одредена тежина. Тој во разговорите вика јас би сакал да трансплантирам дете без претходно да се направи портоентеростомија ако има екстрахепатична атрезија на жолчни патишта, затоа што со операцијата ако се изведи пред тоа ќе настанат аткези при раслици и тоа ќе го поремети самиот тек на трансплантацијата. Дури некојаш ќе го невозможно, не може да се направи. А добро, може да се направи трансплантација кај двомесечно бебе? Толку рано? Тоа е предизвикот на искусни трансплантолози. Затоа го цитирам него, тој е искусен кој што кажува дека некаде 5-6 килограми бебиња би можел да ги трансплантира и се нафаќа да ги трансплантира. Значи, оперативното лекување, ако е можно, ако не треба да се изведи трансплантацијата. Главна индикација за трансплантација на црн дроб се екстрахепатична атрезија на жолчните патишта. Значи, екстрахепатичните жолчни патишта на прво место се причина да се изведи трансплантација, понатаму овие синдроми што ви кажавме, понатаму има и други секако. Понатаму да довршиме можеби за генетските заболувања, за можната терапија кај алажиловиот синдром и прогресивна фамилна интрахепатична некога се даваат витамински комплекси, витамин К, витамин Д, витамин А. Бидејќи има нарушување на текот на жолчката, а потребни се тие материи, жолчни киселини, жолчни соли, жолчка воопшто, зарез тоа се липосолубилни витамини кои се раствараат во масти, тоа е А, Д, Е и К, се даваат од надвор, тоа е палијативна терапија, тоа не е нешто дефинитивно, меѓутоа е супортивна терапија која што покрај уште една материја која што се дава, која што нормално има во човечкиот организам, тоа е урзодеоксихолна киселина, како урзофалк постои со години, да го зголеми текот на жолчката, меѓутоа и тоа е палијација. Денеска, кај синдромот на Алажил, рековме дека има и лицева дизморфија, понатаму има оштетување холестаза. Ние ќе зборуваме за холестаза, може да има, треба од 5 можни органски системи зафатени, па да го крстиме синдромот и генетски денеска можеме да го докажеме. Ако не е атрезија на екстрахепатични жолчни патишта, одиме, има алгоритам, да одиме да го бараме синдромот на Алажил и тој може да биде предизвикан од 2 мутации и понатаму може да се лекува. Лекувањето кое е? Постојат материи или субстанции кои што се лекови одобрени веќе од Европската агенција за лекови и FDA, Американската агенција за лекови, лекови кои што ја инхибираат ресорбцијата на жолчните киселини. Затоа ние треба да ги одредиме колкава е концентрацијата, бидејќи тие се причина за настанување на еден симптом што е многу битен, него кажавме,
чешање или пруритус, ако се тие многу зголемени, и појава поради зголемувањето нарушен е текот на жолчката, се таложат маснотиите по телото, тоа се викат ксантоми. Значи, со појавата на овие лекови кои се викат ИБАТ инхибитори, тоа е кратенка од инхибитори на ресорпција на жолчните киселини, се надеваме, бидејќи деца кои што имаат вакви синдроми, нивното 18 годишно преживување нека е до 40%. Значи, 40% преживуваат, а ако не се трансплантираат, единствен начин до сега беше со трансплантација. Да се избегне сега, со овие лекови се надеваме, бидејќи студиите што се направени и во Европа и во Америка ветуваат дека со овие лекови ќе се постигне успех. И кај алажиловиот синдром, холестатски генетски синдром, и кај прогресивна фамилна интерхепатична холестаза, која што има повеќе типови. Професоре, ви благодарам за денешното гостување. Ова беше една малку поспецифична, посложена тема. Се обидовте да ни ја доближите, да разбереме всушност колку е важно навременото диагностицирање и соодветниот пристап во терапијата, која што понекога за жал е трансплантација. Не би имал што да додадам. Ти благодарам на повикот. Почитувани во беше се во денешното издание на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и ви посакувам пријатен ден. Гледајте ја емисијата секој понеделник во редовниот термин емисијата 12 часот и 50 минути, а од вторник до петок ја следите Телма амбуланта.